Ден после референдумот, Социјалдемократскиот сојуз им должи одговор и отчет на граѓаните. Колку пари потрошија СДСМ за кампањата за неуспешниот референдум за капитулантскиот договор кој што го склучија. СДСМ со својата манипулативна кампања изминатите повеќе од месец дена потрошија милионски суми пари на граѓаните за своји лични цели. Единствено што им беше важно во оваа кампања беше да се себе промовираат, што и тој им беше еден неуспешен процес наназад месец дена, бидејќи граѓаните веќе ги знаат капацитетите на луѓето од владата и ги имаат на виделина сите криминали на владата на Зоран Заев. Па така ги прашуваме господата од СДСМ, колкава сума на народни пари потрошија за кампањата за неуспешниот референдум, кампања која беше оценета како напад на сите сетила на граѓаните. Дали се работи за сума на пари потрошена за целата кампања во износ од над 3 милиони евра, може би повеќе? Дали СДСМ преку официјална и неофицијална медиумска и теренска кампања потроши над 3 милиони евра? Дали во текот на изминатите неколку месеци СДСМ ги користеше државните и владините ресурси на трошок на граѓаните за своји лични цели, вклучувајќи автомобили, вработени во владата и останати режиски трошоци? Заев, кој од уста него вадеше зборот транспарентност, сега е моментот да излезе и да им каже на граѓаните колку од нивните пари потроши за оваа кампања за неуспешниот референдум. Сумирајќи ги сите ставки потрошени за кампањата на СДСМ, од медиумската кампања, пари потрошени за пиар агенции, пари потрошени преку невладини организации блиски до СДСМ, пари потрошени за организација на евенти и трибини, пари потрошени за други мобилни ставки и слично, износот кој е потрошен е неколку милиони евра. Тоа сепак се парите на граѓаните. Земајќи во предвид дека кампањата на СДСМ беше отпочната пред официјалниот термин за старт на референдумската кампања, тоа дополнително треба биде предмет на третирање од страна на институциите. И додека граѓаните едва и врзуваат крај со крај, Зоран Заев и останатите од СДСМ под превезот на референдумот секојдневно ги цедеа и испумпуваа парите на граѓаните од институциите. Граѓаните очекуваат одговор уште веднаш, без одлагање како за пропаднатата прослава за влез во НАТО, да одговорат владата и Заев колку пари потрошија за својата кампања за неуспешниот референдум. На крајот, сепак, граѓаните на Република Македонија и Република Македонија ќе победат.